Никогаш не се случило да прескокне. Ќе дојде. Ајде, послучати да си играш надвор. Пробиваш брзо ракетрињем, брзо маски, виска. Немаш инжекции кои да му Добра, а ти што си дошол сега да кажеш? Здрав си како дрен. Си ги оставил овците, а вамо... Здрав сум. Не, оти не сум здрав. А и овците има кој да ми ги чува. Само сум се навикнал да доаѓам секогаш кога доаѓа докторот. Па си реков, ако не дојдам сега, може да си помисли нешто. Не оди. Ќе треба да ја проверам дизната. Ама, Жешко. Бе, докторе, да те прашам нешто. Што те влече толку да доаѓаш во село, а? Да се драскаш по овие дупки, да голташ прашина. Зошто, бре, а? Наместо сега да си седиме в град, в болница, да личиме на луѓе, ние сме се закале во оваа пустелија зад грбот на Господа. Хајде! Слушай, момче. Ова што ќе ти го кажам не е некоја голема мудрост. Јас овде доаѓам еднаш месечно веќе 20 години. Не толку што им помагам на луѓето со совети и со лекови, отколку што навикнале на мен. Тие знаат дека денес ќе дојдам и ме чекаат. Многу убаво ги знам селаните. Од ова село тие секојаш биле на крај на светот. И сами. И во маката, и во радост. И во болест, и во смрт. Ако не дојдам сега, ќе ги излажам. И чувствам дека ќе им остане навреда во душата. Да не беше Джипов, ќе дојде в пешки, синко. Ајде да пробам. Ќе биде, докторе. Каде, Петре? На играње. Уште 2 дена, после почнуваме с учење. Дај му ги на учителот. Речи му, баба ти ги праќа да ми купиш книги и тетрадки. Разбра?
Доста читаш. Треба да си легнеш. Ке си ги расупиш очите. И ти треба да се одмориш. Предаш цела ноќ и цел ден. Колку побрзо ќе ја испредам, толку поскоро ќе имаме пари. Ќе купиме гасие, сол, шекер, масло, а може ќе преостане и за друго. Шамија и утаре за тебе. Здравие. Ако преостанат, ќе купиме нови книги и тетрадки. Да не позајмуваш од другарчињата. Што е, Петре? Што си се здравил пред вратата? Овие ти ги праќа баба. Те моли кога ќе одиш в град да ми купиш нови книги и тетрадки. Добро вечер. Зdravo, Živo. Zdravo, Živo. Zdravo do te. Dobar dan. Да. Dobar dan. Dobar ден, докторе. Zdravo si. Težak dan. Спарнина, ништо не се мрднувал во воздухот. Ora učitelj je den kako den. A mene nešto drugo me mači. Што е? Кажи. Treba da se lekova. Tuberkulozата кај Босилка Бргу напреднала. Ево од минатиот месец до сега. Положба ти е сосем влошена. Се плашам дека доцна. Требаше порано, многу порано. Мајка не ја даваше да ја однесеме в болница. А може би пред година-две ќе имаше некаква надеж.
Majkina Bosilka je neuka žena selanka, sama je. Ja ima samo Bosilka. Мажът й ще пред тая да се роди отиде в чужбина, да се врати повече. Я убедував, изборував. Та само ме погледна, се заплаха, рече: вие сакате да ми я вземете Босилка. Единственото што го има. Мора да се лекува. И има още нещо, докторе. За лекување требаат пари. А Митра ги нема. Слушай, ке сториме нешто јас, ти, селото. Па не смееме до Бога, не смееме да оставиме пред очи да ни свенува детски живот. Селото. И тоа умира, докторе. Гледам како пропаѓа, се пеплосува. Училиштето вриеше од деца, сега има едва и 15-тина. Ке го затворат училиштето, а тогаш и селото ќе умре. Така е. Зато ти дојди утре кај мене в болница и ќе бараме решение. Иако мислам дека е доцна. Каде, Петре? Учителу, за парите. Што за парите? Тие, од баба. За книгите. Што си запнал? Утре заутре ќе одам в град и ги добиеш книгите пред да почне учебната година. Не. Нема да ми купуваш учебници. Јас ќе најдам стари. Ќе бидат за Босилка. За лекување. Сонцево бајчки припекува. Ќе има невреме. Аха, да се прибереме со овциве. Се сеќаваш, Трико? Лани громни отепа 30 овци. Аха. Зошто не јадеш? Нешто си сгрешила? Бабо, јас парите за книгите на учителот. Му ги даде ли? Му ги дадов, ама потоа му реков: Што ти рече тој? утре ќе ми купи книги. Така рече. Каде? Некасно не двазалци. Не ми се јаде. Ќе одам на река, по риби. Немој да се задржуваш многу. Како да се готви невреме.
ти, Елиса? И ти како да имаш нешто да ми кажеш? Ете, јас не можев на баба да ја кажам за парите, вечер ќе ја кажам. Баба е добра, нема да се лути. Ќе биде малку тешко, ама ќе разбере. Залудно си дошъл. Цел час, а нито рибче да късне. Што е на Лиса? Стара, не знаеш што прави. Татко рече дека нема да ја преживее зимата. Ги изгуби зъбите, не може да ја яде. Кога ќе дојде смиле шуморот, ќе ја застрела. Грејот е да се мачи. Одложувам дека е клиенче. Земете ни на сплавот! Аха, да не ги плашите рибите. Сакаме да се повозиме! Гледаш дека не се возиме. Фаќаме риби. Извади ја побрзо. Не е голем. Не е ни мала. Леле колкава е. Леле, па ти не ври на Петре на река. Има големо невреме. Летен обор. Ќе помине, ќе замине. Да одиме по бргу. Ти велам, ќе биде лошо. Си станал страшливец. Си исплашил од едно облаче. Здрав. Сакам дома.